Предавач на Американ коледж, успешен приватен бизнисмен. Хари Локвенец влегува во градоначалничката трка за прв човек на Прилеп. Што беше она што ве мотивираше да го прифатите предизвикот да влезете во оваа трка? Прво ви се заблагодарувам на барањето за интервју. Ова ми е прво официјално интервју и верувам дека ќе ги пренесам сите оние ставови кои ги имам, оние мои мислења и впечатоци, независно од телевизиското неискуство. Мислам дека живееме во време во кое што можеби ни недостасуваат премногу работи. Меѓутоа, најмалку недостасуваат мотиви за почнување на политичка кариера и активирање во политиката. Се соочуваме секојдневно како обични граѓани со премногу проблеми. Дали тука станува збор за сиромаштијата, дали станува збор за невработеноста или некои други обични секојдневни проблеми кои го тиштат човекот и потребата на секој оној одговорен човек да се обиде барем малку, не многу, не премногу, барем малку да промени дел од таа клима и услови за работа и живот, беше основната причина да ја прифатам понудената кандидатура од страна на мојата партија, на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Прилеп, барем досега во овие два мандати и претходно, важи за бастион на ВМРО ДПМН. Со што Хари Локвенец ќе се бори против својот против кандидат, еве се уште не се знае кој ќе биде од ВМРО ДПМН. Значи, кои ќе бидат вашите основни приоритети и цели во програмата? На почеток не би се сложил со вашата констатација, која најверојатно и не е само ваша, дека Прилеп е бастион на ВМРО ДПМН. Генерално и историјата покажала дека Прилеп е слободарски град. Прилеп е слободоумен град, Прилеп е и револуционерен град. Сето тоа е причина градот да реагира на сите, ќе ги наречем аномалии, во секојдневното функционирање на било која власт. Потребни ни се критериуми. Критериуми за приоритети, на кој начин ние би ги трошеле и би ги инвестирале буџетските, народните, заедничките пари. Сметам дека тоа е работа која во моментов најмногу или многу ни фали. Приоритетите се премногу важни во насока на употреба, на инвестиција на и малкуте средства кои ги имаме во проекти кои ќе дадат најголем бенефит. И не само тоа, не еднократен бенефит, во проекти во кои бенефитот би бил повеќекратен. Само такви проекти, убеден сум дека се оправдани, само такви проекти мислам дека ќе го оправдаат потребата од инвестирање во такви проекти и само такви проекти всушност би го зголемиле квалитетот на животот на граѓаните на општина Прилеп. Ја споменувате и гасификацијата на Прилеп. Ке има ли пари за гасификација на општината? Паметното користење на средствата од буџетот е по мене врвен приоритет или во врвните приоритети покрај вистинските инвестиции и покрај инвестициите кои ќе обезбедат нови работни места. Сакам да го спомнам буџетот во овој момент на општина Прилеп. Станува збор за буџет во висина помеѓу 16 и 17 милиони евра. Во споредба со оној буџет од 2005 година, кога СДС беше на власт, и буџет кој изнесуваше 450.000 евра. Математички ред на величина од 35 пати помал буџет од сегашниот, и кога во тоа време Прилеп, воден од СДС, успеа да ги направи проектите, да го направи проектот за овој прекрасен плоштад овде, Александрија. Успеа да ја доведе КФВ банка во Прилеп и да го реши проблемот со водоводните цевки во градот. Успеа да реши моментално со правење на бунарите, да го реши проблемот со водоснабдување во градот
и успеа да направи уште неколку други важни стратешки инфраструктурни проекти кои за волја на вистината не се гледаа. Стануваше збор за важни проекти, меѓутоа проекти под земја, проекти кои долгорочно ќе го решат проблемот на прилепчаните, меѓутоа проекти кои не можеше да бидат искористени за дневно политички маркетинг. Ако е ова вака како што ви зборувам, тогаш паметното или контролираното наменското трошење на буџетските средства од една страна и од друга страна обезбедувањето на средства како од европските фондови, така и од други странски донатори, убеден сум дека ќе биде добра појдовна основа за гасификација на Прилеп како град. Во оној повик што е за митингот што ќе се одржи овдека во Прилеп, стои дајте ни работа и дајте ни вода. Има ли шанса да се решат овие можеби најгорливи проблеми на прилепчани? Би почнал со вториот дел од прашањето. Вода имаме. Главното прашање е уште колку долго. Главното прашање е дали сме сигурни дека ќе ја имаме и утре. Една одговорна локална власт сметам дека треба да ја прави долгорочната стратегија за своите граѓани и да ги обезбеди решенијата пред да се појават проблемите. Всушност, и една од основните карактеристики на идното владење со Прилеп, под наша СДСовска или ако веќе сакате под моја контрола, ќе биде превенцијата и превенирањето на сите можни очекувани проблеми, наместо репресивното делување и лечење на сите оние проблеми кои би се појавиле во тој период. Што се однесува до вработувањето, јас пред малку спомнав неколку приоритети и интересни проекти. Ама верувајте, сето тоа се трга настрана во споредба со важноста и потребата од обезбедување на нови работни места. Има неколку начини на обезбедување на нови работни места, дали преку странски инвестиции и отворање на нови гринфилд фабрики во Прилеп, или пак преку предходно форсирање и обезбедување на работни места преку искористување на целосните капацитети на локалната бизнис заедница. После 20 години независност, после 20 години пазарна економија, убеден сум во капацитетите на бизнис заедницата во Прилеп, во нивната спремност, како од менаџерски аспект, така и од финансиски аспект. Убеден сум дека во Прилеп има средства кои можат да бидат инвестирани и кои во моментот едноставно се закочени само заради немањето на квалитетна бизнис клима. Она што ние ќе се обидеме час поскоро после доаѓањето на власт ќе биде промовирањето на вистинска бизнис клима. Прилеп може да оди напред. Прилеп може да ја развива сопствената економија и сопствениот град само со единственост на бизнисот, само со заедништво на бизнисот, само со унитарност на бизнисот. Во Прилеп не смее да има фабрики, капацитети или компании на едната или другата страна, на едната или другата партија. Почетокот на македонското заедништво ќе почне во Прилеп, ве уверувам. Веќе и официјално сте кандидат за градоначалник на Прилеп. Како ви приоѓаат граѓаните сега и што очекуваат? Каков човек да биде избран за градоначалник? Интересно е прашањето. Една од работите кои прво си ги поставив за цел во моментот на прифаќање на понудата за кандидатура беше Хари да остане оно ист Хари од пред моментот на прифаќање на кандидатурата. Поминаа неколку недели од неформалното прифаќање на кандидатурата и во себе чувствувам дека не сум сменет. Го чувствувам и фидбекот од граѓаните дека гледаат, знаат дека станува збор за истиот оној Хари кој претходно, независно дали им се допаѓал или не им се допаѓал, сметам дека станува збор за врвна човечка карактеристика или врлина. Може би некоја што е вродена, ама едноставно треба да ја имаме во нашиот табиет по прилепски, во нашиот карактер. Се обидувам да ја имам. Ако сакате, може би и се тренирам да ја имам, меѓутоа сакам да ја имам како карактеристика.
очекувањата или барањата се големи. Мислам дека спомнавме пред малку, најголемиот проблем во овој момент во Македонија не се паркчињата и фонтаните. Убаво е да ги имаме. Меѓутоа, многу поважни се работните места. Во својата професионална кариера, како електроинженер со фирма за компјутери, имам работено во Старата Прилепска чаршија, со локација во Старата Прилепска чаршија. И таму се вели дека чаршијата дава наука која не се учи на ниеден факултет во светот. Старата Прилепска чаршија ме научи дека куќата јади, а само дујчанот вади. Само инвестициите во нешто кое може да произведат, да предизвикаат додадена вредност, и тоа неколкукратна додадена вредност, се вистинските инвестиции. Ми викаја, Хари, ако имаш пари, убаво е да направиш куќа. Секој од нас сака да живее во убава куќа. Меѓутоа, вложи во бизнисот. Инвестирај во дујчанот. Сето тоа, таа инвестиција ќе ти врати поубава, поголема и прекрасна куќа. Водејќи сметка за ова што ви го зборувам како учење од Прилепската чаршија, убеден сум дека инвестициите треба да бидат во таа насока и всушност свесен сум дека само на таков начин можат да се обезбедат и очекувањата, меѓутоа и потребите. Не станува збор само за очекувања, не станува збор само за обични желби на граѓаните. Вистински, суштински се проблемите на граѓаните поврзани со секојдневните проблеми, генерално од финансиска природа. Она што ќе се обидам уште од првиот момент е решавање на сите тие проблеми нормално, во согласност со можностите и капацитетот, финансискиот капацитет кој во тој момент ќе го има општината. Прилепчани се познати како мајтапчи. Имаше ли некој мајтап муабет од како ја испрли вашата кандидатура? За ова прашање сум ви посебно благодарен. Неформално слушам од колегите на разни интервјуа благодарност за прашањата. Ова е стварно прилепско прашање. Прилеп е вистина познат по мајтапот. Најголемиот проблем во моментов на прилепчани е тоа што нема желба за мајтап. Прилепчанецот нема повеќе потреба за мајтап. А знаете каков мајтап правеше прилепчанецот? Се среќаваат двајца пријатели и мајтапот секогаш е на сопствена сметка, не на сметка на соговорникот или на сметка на другиот. Тоа е најголемото богатство, најголемата доблест на прилепчанецот. Желбата да се мајтапи, ама секогаш на сопствена сметка. Мене ми е многу криво, навистина криво што тој дух Прилеп со тек на време го губи се повеќе и повеќе. Тоа всушност ја одразува вистинската слика за градот. Не прашувајте ни за работни места, не прашувајте ни за расположение на прилепчани. Прашајте само колку е застапен мајтапот во Прилеп. Со тој одговор, вие всушност ќе ги добиете одговорите на сите прашања за Прилеп. Реалната ситуација во Прилеп. СДСМ обично митинзите ги прави во недела во ова работно лето, овој пат поради фудбалот, митингот ќе биде во сабота, за да може сите да го гледаат финалето на фудбалското првенство. За кого ќе навива Хари Луквенец? Имам дилема. Не игра Македонија и таа дилема ми е тргната. Ама имам дилема со боите. Од една страна ми е плавата партиска боја на италијаните, а од друга страна ми е жолто-црвената боја на шпанците, која нормално ми лежи на срце како македонец. Не би можел да ви дадам одговор на ова прашање, иако дилемата е се уште отворена. Верувам до недела вечер дека ќе се одлучи. Добро, и нека победи... Подобриот, апсолутно. Благодарам за интервјуто за А1 телевизија, А1 ОН, бидејќи првото интервју сепак го дадовте за нас. Јас ми се заблагодарувам уште еднаш на поканата и искрено криво ми е што уште на самиот почеток не го кажав личното задоволство од појавувањето на А1 ОН на медиумската сцена во Македонија. Додуша не на терестријалната или кабловската, туку на интернет мрежата, меѓутоа